Se prenесува од Ебу Зер Џундуб ибн Џунаде и Ебу Абдурахман Муаз ибн Џабал радијаллаху анху, се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: каде било да се најдеш, плаши се од Аллах субханаху ва та'ала. Секое лошо дело проследи го со добро дело, кое ќе го избрише лошото. И примерно однесувај се кон луѓето. Во тематскиот хадис пејгамберот салаллаху алейхи ва селем не советува со 3 совети. Првиот совет е: каде било да се најдеш, плаши се од Аллах субханаху ва та'ала. Богобојазливост е избегнување на Аллаховите забрани и практика на неговите наредби. Богобојазливост или таква е искрено да ја спроведуваш Аллаховата наредба по согласно со суннетот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, било да е во прашање харам или халал. Например, веднаш за чехадетот доаѓа клањањето на намаз, а твоја должност е да го клањаш со сите негови услови, ваџиби и препорачани остатки мустахаб. Ако намерно пропуштиш некој од намазките ваџиби, ти не се плашиш од Аллах тебареке ва та'ала. Твојата богобојазливост е намалена во зависност од големината на пропуштениот ваџиб. Кога даваш зекјат, треба да го собереш целиот износ од твојот имот и дури тогаш да го исплатиш истиот. Не треба да чувствуваш кртост за Аллах тебареке ва та'ала, или пак да задоцнеш со исплатата на зекјатот, бидејќи тоа е постапка на тие што не се плашат од Аллах тебареке ва та'ала, од оној кој не створил. Кога постиш, немој да псуеш, клеветиш, уговараш и на тој начин да ја уништуваш смислата на постот. Пораката на постот е воздржување од она што возвишениот Аллах субханаху ва та'ала ти го забрани. Секое лошо дело проследи го со добро, кое ќе го избрише лошото дело. Добрите дела ги бришаат и поништуваат лошите дела. Добро дело е кога постореното лошо дело, тоест посторениот харам, направениот харам, искрено брзаш да му се покаеш на Аллах субханаху ва та'ала. Покајанието е едно од најубавите дела. Аллах на вистина ги сака покајаниците и ги сака чистите. Сура Бекара 222 ајет. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем вели: 5 дневни намази, џума до џума, Рамазан до Рамазан, се откуп за гревовите кои се сторени меѓу нив, ако не се големи. И примерно однесувај се кон луѓето. Хадисот го бележи имам Муслим. Првите 2 совета се за односот кон Створителот Аллах тебареке ва та'ала, а третиот е за односот кон луѓето. Кон нив треба да се однесуваме убаво и примерно. Тие треба да не фалат, а не да не напаѓаат. Треба да бидеме искрени со нив и со постојана насмевка на нашите лица. Убаво да им се обраќаме, тоа е паролата на исламската етика. Многу хадиси зборуваат на тема за убавиот однос и племенитиот морал. За благодетта на убавото однесување, Мухаммед салаллаху алейхи ва селем ни вели: меѓу верниците најпотпун иман, тоест верување, има оној со најубаво однесување. Хадисот го бележи имам Тирмизи. На судниот ден, најблиску до Мухаммед салаллаху алейхи ва селем ќе бидеат токму оние со племенит морал. Убавото однесување представува коректен однос во и кон заедницата. Таквиот луѓето го сакаат и поради тоа ќе има посебна награда на судниот ден. Драги мои брате и ценета сестро, прифати ги овие совети на пејгамберот салаллаху алейхи ва селем и живеј во согласно со нив.
А најубавите совети се од нашиот Божи пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, доколку сакаш да се спасеш, следи го Куранот и суннетот на Божиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем.